На прав пат сме. СДСМ во својата изборна програма за живот вети, а сега и реализира повисоки плати во образованието. За нас зборот е збор, а не само празни ветувања за покачување на плати, што во минатото владите на ВМРО ДПМН предизборно им го нудеа на вработените во образовните институции, а после секои избори, наместо зголемени плати, воведуваа се построги механизми и казни за контрола на вработените. Вчера бевме сведоци за официјалното потпишување на спогодбата за покачување на платите во образованието помеѓу самостојниот синдикат за образование, наука и култура и Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија. Изразено во бројки, со овие две спогодби за основно и средно образование, од 1. јануари платите на околу 20.000 вработени во основните училишта и на околу 8.000 вработени во средните училишта ќе бидат повисоки за уште 10%. Ако на овие бројки се додаде покачувањето на платите на вработените во високото образование со околу 4.500 вработени и на вработените во јавните научни установи, каде што се опфатени 220 вработени, се доаѓа до бројка од над 32.000 граѓани, вработени во образованието и науката, кои добиваат повисока плата. За подсетување, вработените во јавните научни установи претходните месеци добија покачување на платите за 25% и се регулира исплатата на минат труд, што во минатото никогаш не се случило. Со покачувањето од 10% од 1. јануари, вкупното покачување на платите во основното, средното, високото образование и во науката ќе изнесува кумулативно скоро 21%, имајќи ги предвид претходните две покачувања за само една година. Два пати по 5% во септември 2018 и септември 2019 година. Претходната влада, предводена од ВМРО ДПМН, за 7 години во образованието обезбеди покачување на платите во образованието за 4% или само 850 денари. Ние, за помалку од 2,5 години, ги покачивме платите за повеќе од 2000 денари. Буџетот за 2020 година е посветен на инвестициите во човечките ресурси. Ветивме дека ќе дадеме целосна поддршка на наставниот кадар и ќе ја браниме честа, достоинството и автономноста на професијата наставник. Наставниците во Македонија ја заслужуваат таа поддршка, бидејќи без мотивирани наставници нема успешни образовни промени, зашто инвестицијата во образованието, инвестицијата во човечките ресурси е инвестиција за нашата иднина, за нашиот економски раст. Образованието мора да биде визионерско и ориентирано кон иднината. Образование кое ќе ги пресретне, прифати и алоцира брзите научни и технолошки иновации и промени, кои ќе ги одредат социоекономските перспективи на нашата земја. На прав пат сме и нема да запреме тука, зашто интензивно превземаме мерки, акции и законски одредби со цел да создадеме образовен систем кој ќе биде генератор на нашиот општествен и економски развој. Вложувањето во човечкиот капитал во образованието, во наставниците, професорите и научните работници е само дел од чекорите на правиот пат по кој се движиме.